изречените казни се многу ниски, под минимумот, што испраќа една порака и до овие сторители, но и до сите останати сторители на сексуално насилство или било која форма на родово базирано насилство, дека нашата казнена политика е блага и дека на некој начин дава зелено светло или не е толку опасно да се вршат такви сериозни кривични дела. Сторители на трговија со луѓе, па и трговија со деца, се добивале многу повисоки казни, 8, 10, 12, па дури 17 години затвор, така што ова дури некако не е соодветно и на претходната пракса за изрекување на казни за ваков тип на случај. А во однос на силувањето, минималната казна е 3 години, така што судот можеше да досуди малку посериозна казна, особено што во оваа постапка имаше луѓе кои што должно еден од обвинетите ја призна вината на самиот почеток и тој доби 2 години, додека овие кои што не призна вина, туку до крај тврдеа дека не го сториле кривичното дело, добија практично поблага казна од оние кои што се покаја и кажа дека се чувствува вината. Она што го покажува и праксата во која што директно сум била вклучена и бројни извештаи на граѓански организации кои што го следат судењата кои што особено се поврзани со родово базирано насилство, семејно насилство, покажуваат дека судот има тенденција да изрекува многу ниски казни, многу често и условни казни, дури при повторени извршувања на кривични дела, каде што, да речам, насилството ескалирало од обична телесна повреда во сериозна, па дури на крај имаме случаи каде што завршувале со фемициди, да казните бидат многу ниски. Тоа е сериозен проблем во давање на зелено светло или минимизирање на сериозноста на проблемот. Овие жртви на кои што најмалку им се верува. Првото нешто кога некој доаѓа и пријавува сексуално насилство се поставуваат прашањата, па кај си била, кај си одела, како си била облечена, си користела дрога, си била на забава со другар, со пријател и така натаму, така што не се гледа настанот кој што е пријавен и дали постоело волја или не постоело волја кај жртвата, независно на нејзината гардероба, психоактивни супстанции и така натаму, туку фокусот се става на други аспекти кои што имаат за цел да ја засрамат, да ја одвратат, да ја обесхрабрат жртвата да пријави. Кога зборуваме за силување, нас карактерот на жртвата не е елемент на кривичното дело и не треба да биде предмет на расправање во текот на постапката, туку да се цени дали во конкретниот случај за силувањето имало согласност, немало согласност и така натаму. Значи да се гледат обележјата на тоа како е дефинирано кривичното дело, а не однесувањето на жртвата или пак нејзиниот карактер. Законот и во делот на силувањето предвидува дека доколку истото е извршено со малолетно лице и каде што имало закана, може да се третира како и дури со построга казна. Во овој случај тоа беше ситуација каде што е девојката уценета. Така што тоа се исто доста многу чести случаи во последно време и затоа апелирам до институциите да се занимаваат и да ги изградат своите капацитети, да бидат свесни на современите форми на прелевање на ова сексуално, па и било која друга форма на насилство се прелева и онлайн, така што да се спремни да одговорат соодветно. Дека нема по книга пропишани ситуации на насилство, тука едноставно има комбинација и од злоупотреба на апликации, злоупотреба на лични податоци, онлайн објавување на фотографии и видеа, до користење на овие фотографии и видеа како закана за да може да се изврши некој друго кривично.